Убава тема која што нуди корисни информации за сите оние кои што се подготвуваат за свадба. Впрочем, вообичаено во овој период од годината, секоја година зборуваме за сајмот на венчавки. Повеќе од 40 изложувачи ќе има ова година, закажано од 23 до 25 февруари. Сања Савеска, колешка моја, гостинка ни е во утринската програма. Сања, многу ми е драго вака што се гледаме лице в лице. Ја работиме истата професија, но ти си во улога плюс на сајмот на венчавки. Да, задоволството е мое што сум ваша гостинка во утринската програма на Македонската телевизија. Да, оваа година сум јас во таа улога на заштитно лице, водител и домакин на сајмот на венчавки. Тоа е традиционално секоја година да си има различен водител и домакин. Често оваа година ми припадна мене и ми е навистина задоволство што ете на 12-тото издание на сајмот за венчавки. Јас ќе бидам таму присутна да ги водам сите кон она што ги очекува. Последните информации дека поскапе таксата за црковните венчавки, се надевам нема да ги предомислат младите за подготовка. Се тргна на поскапување, се тргна секако на зголемување на цените, но свадбата и свадбените свечености од секогаш представувале можеби еден од на најубавите денови за младите, за секоја една девојка, за секој момче, за фамилијата, за родителите, па секогаш тука се наоѓа некој баланс. Веројатно ќе се поскрати на нешто, а веројатно пак идните младоженци и невести ќе го посетат сајмот на венчавки затоа што па таму ќе имаат некои попусти и ќе може да се избалансира со зголемените давачки кои што доаѓаат. Она што е интересно е што не се поставени само штандови на кои што има информации или она што сакаат да го набават и дознаат како податок оние кои што ќе се венчаваат. Има комплетна програма. Да. Од музичка програма до модна ревија. Како програмски е сето тоа поделено? Стартува сајмот на венчавки во петок на 23 со отварање во 18 часот на вратите на Александар Палас хотелот, каде што таму и се случува секоја година овој сајм. Штандовите веќе ќе бидат поставени, сите оние кои што ќе дојдат ќе можат да ги посетат сите кои што ќе бидат од изложувачите, ги имаме преку 40, со тоа што на денот на отварањето во 20 часот и 30 минути е таа традиционална и веќе добро позната ревија на познати, каде што познати личности од јавната сцена, водители, глумици, пејачки, манекенки, инфлуенсери ќе застанат на сцената во улога на невести и на младоженци, па ќе биде интересно некој од познатите личности можеби за прв пат да ги видиме во венчаница, за прв пат и тие да ја облечат. Тоа е еден убав настан кој што е секако проследен со музички настапи. Ја имаме Пламенка Трајковска со незиниот гудачки оркестар за почеток. Тука се и трио джентлмен кои што навистина мислам дека убаво ќе ја кренат атмосферата токму со тие numери кои што се препознатливи за свадбените свечености, особено нели за почетокот на свадбата. Ќе биде доста интересно да се види сето тоа. Имаме многу изненадувања оваа година подготвено за сите кои што ќе решат да го посетат сајмот. Кога сме кај изложувачите, на едно место може да се најде апсолутно се што е неопходно за тој најважен ден. Да, а тој најважен ден некако започнува со самото запрсување, кога ќе падне одлуката двајцата стапат во брак, а овој период зад нас тука околу празниците имавме навистина такви понуди, бевме сведоци на јавни запрсувања и штом дојде таа одлука, веќе веднаш започнуваат младите да размислуваат, а сега покани од каде? А каква ќе ми биде венчаницата? А младоженецот, иако тој не е никогаш на критика како е облечен, секогаш нели сите невестата ја гледаат, потребно е се, од покани, од ресторан, кетеринг, чевли удобни кои што ќе бидат. А тоа е голем стрес, оние кои го поминале тоа знаат. Тоа е стрес дефинитивно, некои го поминуваат потешко, некои полесно, некои подготвуваат подолго време, некои пократко, но на сите им е неопходно сето ова. А сето тоа токму ќе може да се најде на сајмот за венчавки, затоа што имаме буквално секаква понуда. Ќе може да се најдат, како што кажавме, покани за свадби, декорации, фотостудија кои што ќе го документираат целиот тој настан, ресторани, кетеринг, чевли и најважно нели тука се венчаниците, костумите, бурми може да најдат, подароци, буквално ќе има навистина се на тие 40 штанда. Кога сме кај понудата, споминавме на почетокот на разговорот дека имаме поскапување во сите сегменти на живењето. Има ли можност за некаков
попуст. Да, токму тоа е и придобивката да се посети сајмот за венчавки, затоа што прво се намалува стресот да не мора да одиме сега во ова студио, сега во ова ателје да видам какви венчаници има, ајде да отидам и до другото ателје. Тука на едно место ќе има преку 1000 венчаници кои што ќе бидат изложени од дизајнери кои што се од Македонија, меѓутоа имаме дизајнери многу познати кои што ни пристигнуваат оваа година и од странство. Ќе има различен тип на венчаници и сето тоа нели во подготвено по најновите трендови за оваа 2024 година, па идните невести ќе можат буквално да видат и да ги видат и материјалите, сето тоа што нив ќе им значи многу за на денот на свадбата да се чувствуваат удобно и убаво во венчаницата и да го остварат својот сон. Секако и за младоженците ќе има можност да си најдат убави костуми, чевли, како што кажав. Да, има многу убави понуди и можности за попусти, за да можат секако нели подобро и поевтино да го поминат овој ден, а секако да одберат нешто што ќе биде многу квалитетно. Затоа се грижат дизајнерите, затоа се грижат сите изложувачи. Јас ќе ги поздравам сите тие напорно овие денови работат буквално се она што е најдобро да биде изложено, да биде така убаво привлечно за посетителите, да едноставно им се олесни на вистина работата и да се намали стресот. Да, и кога сме ке посетителите ги има во голем број, какви се искуствата? Има, да. Има, јас ги поканувам и оваа година затоа што ете од прилика некаде 15.000 свадби има годишно во Македонија, вели статистиката, што значи околу 30.000 семејства се ангажирани околу подготовката на свадба. Па тука да ги ставиме и деверушите и кумовите, има многу луѓе кои што ете следната година ќе треба да бидат на некоја свадба, а токму на сајмот на венчавки сите ќе можат да најдат нешто што ќе им добре дојде за тој ден. Има посетители, ги поканувам сите да дојдат, може да дојдат и со своите деца, оние кои што сакаат нели да помогнат нешто во подготовката на свадбата за своите најблиски, затоа што ќе има и анимација токму и за најмалите. Ќе биде навистина интересно, тука се ревиите, тука се бендовите кои што цело време ќе ја прават убава да биде атмосферата. На дел од овие 30.000 семејства кои што ги спомена, секако ќе им ја олесни работата од 23 до 25. Да, 23 во 18 часот започнува сајмот, во 20:30 е таа ревија на која што ќе може да присуствуваат сите оние кои што ќе дојдат. Во сабота на 24 вратите на Александар Палас се отвараат во 10 часот и до 20 часот. Ќе имаат можност да прошетаат по штандовите, да видат дел од ревиите тековно кои што ќе ги имаат дизајнерите и во недела исто се отвара во 10 часот до 19 ќе бидеме сите таму да го олесниме овој убав ден за младите. Благодарам Сања за гостувањето. Ви благодарам на поканата.